Еве да се заблагодарам за дебелното обраќање. Убаво беа фатени сите аспекти на законот и добро да се развие секојаш дискусија. И во принцип се сложувам. Легитимни се прашањата. Доколку говориме за текој што ги следи актуелните случувања. И треба да се постави дали некој орган би можел да добие дозвола без решени имотни правни односи. И ако нешто така се случило, треба согласно законот да се преземе постапка. Но имаме ситуација, ќе се повикаме на само последното, кога што се направи телото, каде што треба јавното предпријатие, на акционерското друштво за стопанисување со стамбен деловен простор, заедно со владата да извршат пресек на собственоста што имаме по објекти, и редица на други, го кажа колегата како ПУИК, затоа се повикав ја на ПУИК. Ја ви тврдам дека таму ќе произлезат серија на објекти кои што ќе влезат во оваа категорија. Бидејќи пазете, говориме за имот кој што сега се пројавува, го откриваме како собственост на државата. И каде што земјиштето дефинитивно ќе биде проблем. Значи говориме за затекната состојба со законот, односно со предлог измените на законот, надминуваме проблем и потенцијален и во пракса. А такви објекти ќе имаме. Во ред, никогаш не ја исклучувам некоја можност или ризик за проблеми при имплементацијата, дополнителни, но верувам дека најголемиот дел од проблемите ќе бидат хипотетички, што би можеле да настанат, би можеле да бидат решени со ова законско решение. Доколку се појават некои проблеми при имплементацијата, вака како што е формулиран, дошто не да го отвориме повторно, да го допрецизираме. Но да им дадеме шанса на институциите и вака формулирано да можат да го спроведат и ги надминат оние проблеми кои што реално им тежат. Бидејќи самото нерегулиран статус на земјиштето му предизвикува блокада во работата на било која активност понатаму на органот. А повторно ќе повторам, станува збор за државни органи. Во било каква форма, сите се државни органи, каде што државата се решава проблем со своите институции. Не станува тука збор ниту за приватни лица, ниту за приватна собственост, ниту за отуѓување, ниту ништо да нема забуни. Говориме каде што државата сака да зголеми својата транспарентност и ефикасност и евиденција на крајот на краиштата за имотот, собственоста и објектите кои што се во нејзина собственост или кои што ги управува. Ви благодарам.